Штипјани да не се плашат од земјотреси, бидејќи тлото е стабилно, со оглед на геолошката структура на која почива. Потресите од синоќа и утринава не се деструктивни. Во последните 10 години има така доста измерени земјотреси со магнитуда од 2,5 до 3,5 по Рихтер. Тие што се под 2,5 најчесто не ги забележиме ако не сме посебно дома, ако сме на отворено, а ово што се случи ноќеска околу 3 степени, можеме да го забележиме према тој интензитет, према макросизмичката скала од 4, при тој интензитет мора да нагласиме дека нема инфраструктурни оштетувања. Значи, со тој интензитет, со таа енергија, значи се забележува тоа што се забележи ноќеска во Штип, значи вибрации. Вибрациите ги слушаме, како резултат на тие вибрации имаме тресење на керамика, стакло, тресење на лустери, меѓутоа тоа е тај, ајде речем, ефект, физички ефект. Психички ефект е друг. Паника предизвикала мобилните уреди. Во принцип, мобилните уреди не се фундирани на начин на кој што се фундираат сизмолошките инструменти и сизмичката опрема. Значи, дават поголеми вибрации, дават поголем интензитет и тоа предизвикува паника. И може да замислите, веројатно и на вас некој го доживел тоа, но во 2,40 да ви завибрира, да ви задзвони телефон и однешка до годините да видите дека има интензитет 4,5, па и такви некои вести имаше од Савајле во Штип, дека меѓу 4 и 5 е вуволен мобилните уреди и половина град е нормално да излезе надвор. Меѓутоа официјалните податоци не укажуваат тоа. Значи, се оно што е официјално го добиваме како информација од Сизмолошката обсерваторија Скопје. Се друго е шпекулации. Ве молам на такви шпекулации не се одзивајте, не правите узбуни, не правите паники. Според првишните неофицијални сознанија на професорот Димов, епицентарот на потресот е лоциран во приградската населба Стар Караорман. За длабочињето уште немаме информација, се шпекулира дека околу 5 километри, епицентарот конкретно е 70 на километри југоисточно од Скопје. Така го некако професорките од Скопје ми го протокува, тоа би дошло негде Караорман, неколку километри североисточно Штип, во зоната на меѓу двете села, меѓу Стари и Нов Караорман, и пак е речење поврзана со тие расени дислокации на планината Плачковица и не е нешто ново. Да, не е секојдневно, меѓутоа се случувале такви земјотреси и во минатото. Иако Димов е дециден во делот на безбедноста, стравот кај штипјани се уште е присутен, ако некои повеќе од тоа, со оглед на трагедијата во Турција и други подрачја.